Добар ден за Унијата на жени, најсилната и најдобро организирана организација на жени во Република Македонија. Драги пријатели, почитувани сопартики и сопартици, дами и господа, браќа и сестри, како и секоја година, големо е задоволството да се обратам на собирот на најсилната женска организација во Македонија. На 14-та годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Секогаш просторот каде ги славиме конференциите и пред неколку недели на Унијата на млади сили, кога на нашата партија и се приклучија студентите со највисок просек во Македонија, така и денес, кога пред себе гледам жени со интегритет, со капацитет, со професионалност и одговорност, со љубов кон семејството и државата, со етика и морал, оваа сала блика со енергија, со сила, но најмногу со мотивираност и свесност. Свесност за одговорноста која ја носите, за одговорноста која сите заедно ја имаме. Македонија да оди напред, да се движи, да се реформира, да се модернизира, а нашите граѓани да живеат подобро. Тоа е голема одговорност, но ние неа ја прифативме и нема назад. Одиме напред, храбро и достоинствено, како и досега, гледајќи им на проблемите директно во очи и соочувајќи се со нив. Драги браќи и сестри, денес одаваме признание на столбот на секое модерно општество, жената. Дозволете ми да упатам благодарност до основачите и сите поранешни председателки и членови на раководствата на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. И секако благодарност до актуелното раководство на чело со председателката господја Даниела Караѓозовска. Сакам да одадам признание и на сите жени, членови на ВМРО ДПМН, од општинските и од местните комитети на партијата и сите наши активисти и подржувачи. Кои со посветеност покажаа совесност, храброст, етика и достоинство за соочување со сите предизвици, како и дека жената може да биде добар работник и предприемач, но и посветена сопруга, дека жената може да биде и добар политичар и добар родител, дека жената може да успее во сите полиња на општественото живење. Честитки и благодарност до секоја жена од ВМРО ДПМН за огромниот придонес во секоја наша победа и во учеството во развојот на Република Македонија. Нека е честита годишнината. Ви благодарам на сите ваши напори, на вашиот труд и на резултатите кои што заеднички ги постигнувавме во изминатите години. Драги браќи и сестри, денес сме свесни за надежта која се полага во нас. Вербата на граѓаните во Република Македонија, кои не смееме да ги разочараме, знаејќи дека љубовта кон татковината не е спонтан излив на емоции, туку стабилна и пожртвована животна посветеност и работа за доброто на сите во нашата земја. Денес работиме на реформите и на модернизацијата, базирана на нашите темелни вредности. Вистината да ја почитуваме, трудот да го вреднуваме, мудро да одлучуваме, да ги негуваме и развиваме домот, семејството, слободната иницијатива, да градиме општество на силни и образовани луѓе, на економски раст и развој. Затоа што ВМРО е движење обединето со народот, заеднички да се стремиме кон целите кои ги имаме поставено. Човекот и семејството треба да се во нашиот фокус. Преку бројните проекти ние го потврдуваме ова, како преку легализацијата на дивоградбите,
откупот на дворните места по 1 евро од квадрат, гаранцијата на заштедите до 30.000 евра, враќање на старите девизни заштеди, денационализацијата, намалувањето на давачките за купување автомобил, укинувањето на данокот на семејните фирми, сите тие се работи зад нас кои што допринесуваат за стабилноста на секое семејство. Продолжуваме. Новиот исчекор кој најде на големо одобрување од страна на сите граѓани со проектите Купи куќа, купи стан и пола рата е дел од проектите кои доаѓаат. Веќе најдосна до мај следната година првите апликанти ќе ги добијат субвенциите од половина од месечната рата или половина од учеството за кредитот за да може да купат куќа или стан. Го стартуваме проектот за предприемништво. Осмели се е неговиот слоган. За секој граѓанин да увиди дека и тој е конкурент на единка во општеството, а не како што со децении го потиснуваа и му велеа дека е слаб, да се охрабри дека македонецот има и сила, и знаење, и способност да креира, да создава, да твори, да заработува, затоа што од секогаш било така. Следниот проект ќе биде ваучер за иновации со кој ќе доделуваме по 5.000 евра за развој на бизнис плановите на компаниите поврзани со иновации. Драги пријатели, од февруари стартуваме со субвенции за авиолетови, за да се отворат нови линии и Македонија повеќе да се поврзи со светот, за до светските метрополи да се стигнува брзо и ефикасно, за Македонија да е поврзана и модерна, да доаѓаат повеќе гости, повеќе туристи, а не да биде балканска Авлија, каква што е замислиле многу други, освен македонците и граѓаните на Република Македонија. За да може странските туристи во уште поголем број да доаѓаат во Македонија и да остават дел од своите приходи во нашето стопанство. И побитно, за да видат дека Македонија постои, живее, таа е реалност и убава е. Има што да се види. Здравата популација е битна за општеството. Со новата формула за пресметување на единствените цени на лековите се овозможи поевтинување на 1299 лекови. Донесовме одлука за нова здравствена опрема. Продолжува поставувањето на преходно обезбедената здравствена опрема во градовите во Македонија, а го продолжуваме и реновирањето на здравствените установи, кои 20 години не биле допрени. И со прст не се мрднало, за да се направи нешто позитивно. Но тоа е разликата која ние ја правиме. Секогаш со нови проекти, секогаш со нови иницијативи. Тие нам со напади, ние враќаме со нови иницијативи и со нови проекти. Во духот на социјалната правда, градиме станови за лица со социјален ризик. Се справуваме со злоупотребата на децата. Се бориме против манипулацијата на децата со питачењето. Жестоко ќе продолжиме со борбата со педофилијата. Ќе ги продолжиме активните мерки за вработување, со особен осврт на помош на обесхрабрените, на самохраните родители, на лицата со инвалидитет, со активна помош на децата без родителска грижа. Ќе продолжиме со меѓугенерацијската солидарност. Ќе помагаме на старите кои заслужиле да им помогнеме затоа што со своји раце ја градеа татковината. И кон крајот на идната година започнува нова серија на зголемување на пензиите, а нема да бидат пропуштени и платите во јавната администрација и социјалната помош на оние кои што ја примаат. Почитувани, намалувањето на невработеноста, која ни оставија нашите политички конкуренти како системски проблем, е тешка, но не е неостварлива задача.
Иако од наследените околу 37% и покрај многуте кризи и шокови, денес бројката е околу 31%. Мора со сите сили да се стремиме и овој број да се намали. Затоа и толку многу се трудиме да донесеме некоја странска инвестиција, но и да ги охрабриме домашните. Кога одиме да разговараме со потенцијалните инвеститори, прво што ги прашуваме колку лица ќе вработат со таа инвестиција. За мене не е најбитно дали ќе влезат 1, 2 или 10 милиони евра. Најбитно е колку работни места ќе се отворат. Слушам од нашите политички конкуренти, не критикуваат дека сме одели и сме молеле за инвестиции кои ќе отвораат нови работни места. Сакам да им порачам. Ние сме спремни за 100 нови работни места, да поминеме илјадници километри. И не се срамиме од тоа. Затоа што тоа се Затоа што тоа се 100 семејства. Тоа се луѓе и судбини. Тоа се мајки и татковци. А за нас решавање на секоја една судбина е подеднакво важно како да ја решаваме нашата. Таква е нашата улога и нашата функција. А што правеа, драги пријатели, додека тие ја имаат довербата? Ако ние лобираме за нови работни места и инвестиции, тие не одеа никаде, туку во нивните удобни фотели, во канцелариите, во мал круг на лица, изиграваа господари и одлучуваа за човечките судбини. И тоа не за стотици, туку за стотици илјади работници. Или точно 198.000 лица кои ги отпуштаја од работа за време на приватизацијата во 90-тите со невидена леснотија. Помина тоа време. Нема никогаш веќе да се врати во Македонија. И покрај жестоките критики, ние продолжуваме со нашиот концепт за представување на Македонија како атрактивна бизнис дестинација. Како резултат на тоа, десетина компании во изминативе неколку месеци најавија или почнаа инвестиции во Македонија. Сигурно ќе ги разочарам нашите политички конкуренти заради нивната тесноградост, која ќе кажам дека уште толку компании и повеќе имаат сериозен интерес. А некои веќе имаат и одлука да инвестираат во Македонија и да отворат нови работни места. Се надевам дека некаде кон крајот на март или април месец ќе почне развижување на пазарот, на трудот, и тогаш ќе почнат компаниите кои сега веќе почнаа и да градат фабрички капацитети, да бараат нови технолози, техничари, текстилци, машинци, машински инженери, фармацевти, општи работници и останати профили работници кои ќе треба да работат во фабриките кои ќе се отворат. Ќе ги разочарам нашите политички конкуренти кога ќе кажам дека за идната година со нашите субвенции се најавени уште од сега за 1/3 повеќе странски туристи отколку годинава, а годинава имавме 25% повеќе туристи отколку претходната година. Но што да се очекува, драги мои, од опозиција на која главната тема на напад им е критика дека користиме интернет и електронски медиуми, кои форсираат тези кои се изветвени и исти се со оние кои граѓаните само пред 5 месеци катастрофално ги поразија на избори, кои како политичка понуда нудат само лаги кои по правило им се распраснуваат како меур од сапуница. Како она, например, со наводната презадолженост на Македонија. Се сеќавате на мојот говор на годишнината на Унијата на млади сили неодамна, кога беше актуелната приказна, која како бумеранг од глава им ја удри директно Меѓународниот монетарен фонд, кој пред неколку дена во Македонија, овдека во Скопје, јавно објави дека Македонија е една од најмалку задолжените држави во Европа. Или пак по правило напаѓаат само со клевети за кои потоа судски ги губат случаите.
ама не се научија, иако нека продолжа така, а ние ќе си продолжиме со работата и со проектите. Еден ден се ќе спасне и клевети, и напади, и инсинуации, и навреди, само делата ќе останат. Тие се трајна вредност. Ќе дојде време, драги пријатели, кога со наведната глава и срам некои луѓе ќе одат и тајно со мобилен телефон ќе се сликаат или ќе уживаат во просториите на Музеот на македонската борба. Во новиот театар, или во филхармонијата, или пак во новата зграда на Министерството за надворешни работи, во новиот државен архив, во новиот државен музеј, во спомен куќата на мајка Тереза, во Уставниот суд, во зградата на Агенцијата за електронски комуникации, или во финансиската полиција, или обвинителството, не дај Боже. Објекти за кои државата праќаше огромни кирии, кои завршуваат во непознат правец, односно кај некои луѓе на кои тоа им одговара. И тогаш кога ќе им текне дека 1 тон пулканица потрошија на оцрнување на овие објекти, но и кога ќе поминуваат преку мостовите и патиштата кои ги реновиравме и кои ги градиме, ќе гледаат долу во своите чевли. Ќе се срамат пред своите внуци, кога еден ден овие ќе ги прашаат зошто не сакаат да имаат споменици на славни историски личности кои ги дале животите за Македонија, за кои тие учат во училиштата, а ќе немаат одговори на прашањето од своите деца дали тие го обезбедија компјутерот пред секое дете во училиштата или пак тие ли ја изградија жичарницата кон Водно. Само им се чудам и не можам да си одговорам како онака истопорено ги гледаме во првите редови на спортскиот центар Борис Трајковски или пак на арената Филип II Македонски. Па навиваат, позираат, се сликаат. Па нели ќе се срушеше северната трибина? Сакам да ги прашам, не дај Боже, да имаат потреба да одат во болница, велам повторно, не дај Боже, ќе одбијат ли да ги користат новите апарати и опрема што пристигнаа и кои што ги набави оваа влада? Што ли си мислат кога ќе го видат новиот аеродром? Или дали ќе го пуштат своето дете да игра во една од 180 нови спортски сали кои се изградеа и се градат? Или на 50 фудбалски игралишта ширум Македонија? Или 100 тениски терени и мултифункционални спортски игралишта? Нека покажат големина. Нека не забрануваат. Нашите дела се за сите. За секој граѓани на Македонија. Без разлика на било каква припадност. Забележавте, намерно не спомнав како ќе се чувствуваат во новите 84 едноподни и 202 двоподни автобуси кои ги обезбедевме. Па нормално нашите колеги во елитата на СДСМ не се возат со автобуси, затоа и не ги кажав тие во редењето на сите проекти. Се сеќавате, тие од деца кога се раѓаа, се знаеше дека ќе бидат доктори, академици, професори, ќе работат во клинички центри и така натаму. Ни продава лажен елитизам, како маска за нивниот непотизам и неспособност. А место за останатите преку 2 милиони граѓани немаше во нивниот свет. Место за просперитетни деца, кои немаат врски да се работат или да станат професори на факултет, немаше во нивниот виртуелен систем. Но доста за нив. Како што кажав неодамна, ќе повторам, ние не треба да се споредуваме со нив. Наш репер треба да се и веќе се многу поуспешни партии во многу поуспешни држави во светот.
да се надпреваруваме во делата и проектите со нив и да покажеме дека можеме. Почитувани, се наоѓаме во значајно време, кое бара многу упорност и многу труд, денонок на посветеност, мудрост и толеранција, храброст и саможртва. Сите ние покажавме единствено и огромна решителност. Свесни дека не можеме, но и не сакаме да избегаме од одговорноста пред иднината и историјата. Бегајќи од одговорноста за развојот денес. Токму одговорноста кон иднината и историјата не тераа да бидеме посветени, работејќи на враќањето на вистинските вредности, зашто вредноста на државата на долг рок е вредност на индивидуите кои се дел од неа. Последниот извештај на Европската комисија и третата едно по друго препорака за почеток на преговори на Македонија со Европската Унија е уште една потврда за реформите кои ги спроведуваме, но и за добриот начин на кој Република Македонија се справува со предизвиците кои ги носи моменталната економска ситуација во еврозоната. Макроекономските показатели на Македонија и понатаму, споредено со регионот, се подобри и тоа не само во поглед на економскиот раст, туку и во однос на нивото на задолженост, каде што земјата има најниско ниво, факт кој што неодамна го потврди Меѓународниот монетарен фонд. Останува доста работа на оние полиња каде имаме помалку интензивни постигнувања, но ние не се плашиме од работа. Ке продолжиме со реформата на јавната администрација и реформите во судството и во сите останати области. Велам дека сакам да се справувам со термините не можам и невозможно е. Ако така пристапиш, половината од работата си ја завршил. Затоа што половината од успехот е вербата. А вербата е карактер, или ја имаш, или ја немаш. И со трудот секогаш стигнува резултатот. Може би некогаш подоцна од очекувањето, но ќе стигне. Исто како и правдата, таа може би некогаш е бавна, но секогаш стигнува. Токму Македонија по долго чекање деновиве беше осветлена од правдата. Меѓународниот суд на правдата во Хаг, кој е еден од 6 органи на Обединетите нации, донесе пресуда со која потврди дека Македонија одговорно се однесувала во целиот овој период, дека на ниту еден начин не сме ја прекршиле времената спогодба со Грција, дека сме се воздржувале од провокација кон соседот, дека сме учествувале со добра верба и со добра волја во разговорите за надминување на разликите околу името и дека со тоа што сме именувале аеродроми и стадиони и сме поставувале споменици, иако дома бевме обвинувани поинаку, судот кажа дека не сме направиле прекршок. Исто така, судот пресуди дека имаме право да го користиме името Република Македонија во комуникацијата со меѓународни организации и на билатерално ниво и дека разговорите околу надминување на разликите со името не се пречка Македонија да се зачленува во меѓународни организации. И најважно дека на самитот во Букурешт неоправдано сме биле блокирани, попречени од страна на Грција, која притоа презела незаконски чекор и не смеа добиле поканата за членство во НАТО, иако сме ги исполниле сите критериуми и услови за влез. Со други зборови, ова значи дека заклучокот на НАТО самитот во Букурешт бил резултат на преходни, незаконски преземени чекори од една земја членка на НАТО. Ова е голем момент за Македонија. Пред се, ова треба да се гледа како едно големо придвижување во надминувањето на блокадите со кои се соочуваме на полето на евроатлантските и европските интеграции. Но и исто така битно, еден катализатор за создавање на коректни, пријателски и добрососедски односи со Грција. И нам, и нив ни е потребна соработка.
затоа што сме соседи. И ние и тие не сме одлучиле покрај кого ќе живееме, ама можеме да одлучиме како ќе живееме. А ние сакаме да живееме едни со други заедно, а не едни покрај други со бариери. Грчките политичари треба да соберат сила и искрено да помогнат во интеграцијата на својот сосед во НАТО и во Европската Унија. Ако може економски да соработуваме, не гледам причина зошто политичката соработка би била проблем. Проблемите постојат само во главите на неодговорните и непосветените. А јас верувам дека од другата страна на вистина може да се најдат квалитетни лица кои може да смогнат енергија и да повлечат правилен потек. Со таквото однесување, регионот конечно ќе биде осигуран и стабилизиран и ќе има можност за развој во една целина. Со такво однесување ќе дадеме силен влог во почитувањето на светските принципи за владеењето на правото, слободата, правдата и еднаквоста. Со такво однесување ќе го пополниме празниот простор во телото на НАТО и трајно ќе го обезбедиме ширењето на евроатлантската идеја и вредностите кои ги споделуваме и во кои веруваме. Почитувани, ние треба да продолжиме со одговорно однесување. Тоа е она што е нашата најсилна предност и не краси сите овие години. И треба да имаме верба и да веруваме. Да веруваме во вредностите на НАТО и ЕУ, кои тие сами ги декларираат. И покрај разните влијанија и подметнувања кои може да се очекуваат од некои структури, нашиот најдобар одговор ќе биде одговорно однесување. Кој верува, ќе успее. Ние веруваме во нивните вредности кои ги прокламираат во европските и евроатлантските вредности и се стремиме тоа да се нашите вредности. Земите членки на НАТО и ЕУ се членки на Организацијата на Обединетите нации, а со тоа и основачи на Меѓународниот суд на правдата. И веруваме дека се свесни, дека судот, кој тие го основале, ќе игра вистинската улога само доколку биде почитуван, пред се од оние кои го основале. Меѓународното право вели дека одлуките на судот треба да се почитуваат генерално, а не по исклучок. Токму земјите основачи на судот треба да испратат силна порака дека владењето на правото е сигурен стандард кон кој сите се стремиме и дека легитимноста и кредибилитетот на судот се неспорни и потврдени. Треба да имаме верба дека најсилните меѓународни организации, подкрепувајќи го кредибилитетот на судот и на неговите одлуки, ќе испратат порака до целиот свет, дека во односите помеѓу земјите и нациите единствено важат принципите на правото и правдата, а не законот на дивината, каде по правило посилниот победува, а не правдата, аргументите или одлуките на меѓународен суд. Сакаме да веруваме во светот на Моне, на Шуман, на Аденауер, на Вудро Вилсон, на Кенеди, на Черчил, на Тачер, на Де Гол, Митеран, Бан Ки Мун. Ние сакаме да веруваме и ќе веруваме дека нашиот придонес во Алијансата, во сите операции, каде се обезбедува светскиот мир и демократија, која токму почива на владењето на правото, ќе биде валоризиран. Република Македонија има 4% војници во мисиите на НАТО, а преку 50% од целиот активен состав на армијата на Македонија бил распореден во Ирак и Афганистан. Не е моја работа да ги кажувам и бројките во истиот контекст за Грција. Тоа нека си го проверат други луѓе. За период од 9 години ротација на нашите сили во НАТО, во нашиот парламент ниту еднаш немало глас против таква одлука. Македонија е 5-та земја по војник по жител, која придонесува во НАТО, а македонските волци се ангажирани и во бранењето на мисијата во Кандахар, една од потешките точки во Афганистан. И затоа веруваме во заедничките принципи на земјите членки на НАТО: слободата, демократијата, човековите права и владењето на правото. И затоа ова е момент на одговорно однесување.
од нас, но и очекување на одговорно однесување од нашите сојузници и партнери. Ние подаваме рака кон нашиот сосед и сметаме дека ова е моментот кој ќе одигра силна пресвртница во сликата која важи за Балканот. И од место на проблем тој ќе постане место на решение. Заради соработката, заради заедничкиот интерес, заради соседството, заради солидарноста, заради иднината на нашите деца и внуци, кои треба да растат во безгрижен свет, полн со можности за развој и творештво, за создавање на дела и вредности кои ги надминуваат границите на просторот и времето. Еден пријателски гест на помош ќе биде значајна мотивација да се продолжи со реформите и модернизацијата, со создавањето на услови за економски и социјален развој и за дополнително охрабрување да го надминеме и последното отворено прашање кој ги оптоварува односите помеѓу партнерите. Почитувани, заради тоа треба да се работи и да се верува. Ние докажавме дека имаме вредности кои ги ползуваме на добар начин со добра мисла и за добра цел. Тоа сме ние. И да сакаме не можеме да бидеме поинаку. Тоа е нашиот код, кој секогаш помагал, создавал, сочувствувал. Но тоа е и оној ист код, кој одолевал, истрпувал и не се предавал. Со таква мисла и со верба во себе си и собствените потенцијали, и со верба во човештвото, во неговите универзални стандарди и општоприфатени цивилизацијски придобивки, да продолжиме да чекориме по патот на евроатлантската и европската интеграција. Бог да ни даде сила, мудрост, верба, знаење и енергија, да ги оствариме целите кон кои се стремиме. Да живее унијата на жени на ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Република Македонија. Да живее Европска Македонија. Да се живи и здрави.